Скопје и Софија имаат многу заеднички историски моменти и личности, што представува добар предуслов за блискост и соработка, а не за конфликти. Ова го изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров по денешната посета на бугарската престолнина. Според него, потпишувањето на договорот за добрососедство меѓу двете земји веќе дава резултати на политички, но време е истите да се пресликаат и на економски план. Димитров вели дека време е да се поправат историските грешки меѓу Бугарија и Македонија и билатералните односи да се постават на здрави темели. Ние немаме интерес да негуваме или да дозволиме било какви негативни динамики и правци кон соседна Бугарија. Така што се што е во наш домен се ќе направиме, да направиме атмосфера на вистинска блискост. Тоа не е едноставно, ама е возможно. Во Софија Димитров го пречека неговата колешка Екатерина Захариева, која изрази надеж дека Северна Македонија во декември во Лондон ќе биде полноправен сојузник во НАТО и дека до тогаш ќе заврши ратификацијата на протоколот во сите национални парламенти во државите кои се дел од алијансата. Таа ја пофали и мешовитата македонско-бугарска експертска комисија за историски и образовни прашања, чија цел е да ги детектира и отстрани спорните точки од учебниците во двете земји. Многу се надјавам. Се надевам дека во декември во Лондон ќе бидете полноправен сојузник и дека до тогаш ќе заврши ратификацијата на протоколот во сите национални парламенти. Важно е во јуни да ги почнете и преговорите за членство во Европската унија. Бугарија е една од првите земји која го ратификуваше пристапниот протокол за Северна Македонија да стане членка на НАТО. Минатата недела на седницата присуствуваше и собранискиот спикер Талат Џафери. Инаку Димитров, кој е во официјална посета на Бугарија, се сретна и со председателот Румен Радев, кој исто така вели дека зачленувањето на Македонија во НАТО и Европската унија ќе биде позитивен знак за целиот балкански регион.